Ова не е слика од некој селски пат, ниту пак мост во некое помало населено место. Ова е така наречениот Заполшки мост на само 2-3 километри на излезот од Прилеп кон Градско, по кој секојдневно транзитираат огромен број лесни и тешки товарни возила. Искршената ограда, провалијата длабока неколку метри, шамакот и ѓубриштето кои не се исчистени со години, отсуството на било каква сообраќајна сигнализација за условите на патот, се само дел од причините што ова место долго време се смета за една од најризичните црни сообраќајни точки. Апсурдот да биде уште поголем, на средината од мостот, на преостанатиот зараѓан дел од неколку децении старата ограда, со танка жица прицврстен е полускршен столб кој треба да представува некакво сообраќајно предупредување. Од друга страна, само пред неколку дена, увид во градежните работи околу рехабилитацијата и реконструкцијата токму на овој патен правец извршија ресорниот министер и директорот на јавното претпријатие за државни патишта. Тие се пофалија со силна и многу оптимистична престојна градежна офанзива. Имаме сериозна динамика на активности која што очекуваме дека ќе продолжи согласно и временските услови кои што ни овозможуваат сега да се работи. Така да, согласно таа динамика, очекувам дека во најбрз временски период ќе биде комплетно патот изгребан и целосно асфалтиран. Знам ја нетрпеливоста на граѓаните од таа регија и заради експресниот пат, но на крајте ќе добиете два пата, ем експресен, ем овој рехабилитират. На овој дел исто така имате и мостови и тие ќе бидат комплетно санирани за да може да си биде комплетно така како што е цело. Инаку на реконструкцијата на патниот правец Прилеп Градско започна да се работи уште во времето на претходната влада, кога беше изградена и третата лента. Во последниве 3 години имаше застој во градежните работи. На лошата инфраструктура во овој дел од земјава се погласно реагираат и пелагониските стопанственици, кои пред неполн месец лично му се пожалаа и на екс-премиерот Зоран Заев.